Почитувани, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Општината низ објектив. Многобројни културни настани, манифестации, новитети, спортски активности. Отворена е двомесечната богата програма Кривопаланичко културно лето. Погледнете за што станува збор. Избравме овој настан кој ќе биде почеток на Кривопаланичкото културно лето. Имено во текот на овие летни денови во Крива Паланка ќе се одржат повеќе манифестации, почнувајќи од театарски представи, музички групи, културно-уметнички друштва, поетски читања, кои ќе се потрудиме да ги одржиме на различните делови во Крива Паланка, едните тука пред музеот, другите во градскиот парк, некои на плоштадот, некои во манастирот, така да направиме една поживост, една поубава амбиенталност во нашиот град. Јас сите вас би ве повикал да присуствуват и да ги искористите сите овие настани кои ќе бидат организирани за вас, за нашите сограѓани, да бидете присутни, да го збогатиме нашиот културен живот на живење. Ви посакувам пријатна вечер да поминете и го прогласувам културното лето за отворено. Ревија која се одржа пред градскиот музеј во Крива Паланка беше вистински избор за почеток на Кривопаланичкото културно лето. Разни парчиња облека, проткаани со духот на традицијата, одбележени со развојот на модата од 20 век до денес, беа презентирани пред нашите граѓани на 4 јули. Можеби ова беше несекојдневен настан за нашиот град, но вистински магнет за кривопаланчани да се соберат на едно место и да уживаат во она што им го приготвија организаторите. Инспирирани од модата ала франга, дизајнерите на моните парчиња успеа на кривопаланчани да им приредат уште една културна вечер во поразличен манер, а нашите граѓани уште една се покажаа како добри и гостопримливи домаќини.
Уште од првиот момент кога официјално беше пуштена во употреба, патеката до шкејот на Крива река предизвика интерес кај граѓаните. А од тогаш речиси официјално сме сведоци на оправденоста на нејзината намена, но и на неопходноста од вакво спортско-рекреативен дел во општината. Имено сега кога патеката е уредена со зеленило и декорирана, уште повеќе ја разубавува десната страна од кејот на Крива река. Тука кривопаланчани поминуваат дело по планевите часови, рекреирајќи се после напорната работа. Возејќи ролери, велосипеди, шетајќи се со наблиските го потврдува фактот дека ваква патека беше потребна во нашиот град. Фреквенцијата на луѓе е најголема во попланевите часови. Сите се разладуваат покрај Крива река и рекреираат, и тоа оправдано. А може да разменат избор 2. Токму тоа го направивме и ние. Како се викаш? Лаура. Ти? Фросина. Често доаѓате тука? Да. Ти? Да. Со кого најмногу доаѓате? Со баба, со мама. Секој ден се шетате? Да. Се допаѓа патеката? Да, многу е убава. Што мислите, дали треба уште нешто да се направи на патека? Не, убава е. Се возите со велосипед или ролери? Да. После шетаме. Орце Спасовски. Дали често доаѓаш на патека? Доаѓам, носо со другари. Се шета, се возиш на велосипед или? Се возам на велосипед. Се допаѓа патеката? Да, многу е добро. Треба нешто да се дореди или не? Па може нешто. Ангела. Ангела, доаѓаш често на патеката? Да. Со кого доаѓаш? Па најчесто со моите другарчиња. Се возиш на ролери, на велосипед, шеташ? Да. И ти се допаѓа патеката? Многу. Секој ден доаѓаш? Да. Ги поканиш твоите пријатели надвор од Крива Паланка да дојдат? Да, сите што сакаат нека дојдат тука да видат како е ова убавина тука. Се викам Драган. Прв пат доаѓате по патеката да се шетате или често? Прв пат фамилиарно, иначе шетам многу пати. Дали ви се допаѓа тука? Убаво е. Малце треба да се уреди ова тревата што е покрај, иначе е многу убаво за шетање, за релаксирање и кога имаме време доаѓаме по некој пат, прошетаме. Веќе е познато дека нашиот манастир е еден од најпосетените во регионот. Уште од неговото постоење па се до ден денес манастирот постојано се обновува, а тоа придонесува истиот да биде се повеќе попримамлив за бројни посетители, туристи, верници од сите земјини краишта. Постојано се работи на неговата инфраструктурна, но и духовна надградба. Зидините се само камења, но бедемите на верата лежат во душата на луѓето. Тие го градат и возвишуваат Божиот храм. Ако земеме да прочитаме еден дел во Евангелието, каде што вели Христос, вели дом за молитва не правете го пазар. И буквално со камши ги избрка оние трговци што беа. Ние ако не го направевме тоа, камшикот Божи врз нас служителите ќе требаше да биде. Затоа што не секој доаѓа секогаш за молитва. И сега со тој неприлагоден тон,
ќе влезе и ќе се направи веднаш пореметување на богослужбата. Затоа ќе си има место каде што ќе има свети, ќе се продаваат, сувенири, икони, се она што е црковно, и со тоа се ослободува еден огромен простор внатре за молитва. А со тоа и не се нарушува естетиката на храмот внатре, од друга страна и оваа зградичка што е за сувенири е во склад комплетно со архитектурата на манастирот. Значи, го збогатуваме просторот со нешто што е комплетно практично и функционално. Секогаш се гледа во иднина, што ќе има потреба, како ќе има потреба. И складно материјалните можности што ги имаме, ќе се доградува, меѓутоа најпрвен ќе гледа да се заштити она што е старо. Она кое што има пропуштено ради влага, онаму каде што има мувла, онаму каде што нема услови, тоалети, собите каде што пропуштаат воздух, значи да се стегне манастирот, да биде прво она што е старо да биде сочувано и доколку понатамо има можности ќе се гради ново, се со цел да се види од страна која ќе дојде некој дека Македонија има реално духовно наследство, дека е верна на Бога држава, а во помали димензии да се види дека паланчани биле луѓе кои што Бога го љубеле, својот светител го љубеле. И ако успееме тоа да го представиме во што подобро светло на странците, па и на нашите македонци што доаѓаат тука, тогаш ние би биле пресретни, зашто манастирот би бил полн со луѓе, секогаш радосни, весели, задоволни од она што го искусиле тука. Летото, како и се останато во животот, има свои позитивни и негативни страни. Ако убавината во ведрината и топлината во која речиси сите уживаат, неретко ризикот од топлотниот бран е нешто кое како стенка се надвиснува над луѓето. Поради тоа надлежните не се да се скрстени раци. Екипите од здравствениот дом Димитар Арсов од Крива Паланка од 10 јули дежураат на пункт во градскиот парк и им пружаат основна лекарска помош и совети на граѓаните. Продолжуваме и ова година со акција по препорака заедно со Министерство за здравство и ова година да спроведеме истата таа акција, се во цел да на некој начин на нашите граѓани тука во Крива Паланка им обезбедиме, ако ништо друго, барем совет и некоја минимална здравствена заштита во склоп на овие топлотни вранови кои ни ова лето, нели, што ги имаме, поготово овој месец како што почна по препорака од Министерство за здравство, се организиравме, направивме некој план и оно што и места, односно пунктовите каде ќе бидат лоцирани нашата екипа. Тоа е проект на Министерството за здравство по програмата Здравје за сите за 2014 година, во која се вклучени сите здравствени домови. Значи, како и секоја година, така и ова, организираме превентивни бесплатни прегледи за превенција од топлотен бран. Прегледите ќе се организираат со тоа што ќе организираме пунктови на плоштад или во парк, така сме задолжени, кои пунктови ќе почнат да работат од 10 јули, секој ден и сабота и недела, освен празник. Пунктовите ќе работат од 18:30 часот до 21:30 часот. Има два тима што се менуваат. Има тим од лекар, сестра и возач што се менуваат. На овие пунктови граѓаните ќе добијат совети од медицинските лица за заштита, односно превенција од топлотниот бран, за здравиот начин на живот, ќе се мери крвен притисок, како и кои се ризик факторите за кардиоваскуларните заболувања. Значи, граѓаните ќе добијат исто така и брошурички, односно пишан материјал за превенција од топлотниот бран.
За сите граѓани кои ќе го посетат пунктот, медицинските лица делат брошури со совети за заштита од топлото време, со апел да се придружуваат до препораки. А во прилог на советите да не се изложуваат на сонце во период од 10 до 17 часот, ви препорачуваме да останете покрај вашите екрани да ја следите програмата на Златан Кан. Иако годинава титулата Град на културата и припадна на Крушево, Крива Паланка и летово со богата културна понуда ќе ги анимира граѓани. Помодната ревија, која инаку беше предвестник за се она што ќе се случува ова културно лето во општината, настаните од културен карактер добија друга релација. Овој пат градскиот площад во Крива Паланка вистински епицентар на сите културни збиднувања. Кривопаланчани се собраа да го прослават фолклорниот концерт. Погледнете дел од атмосферата. Разновидните носи, ритамот на музиката, чекорите во орото, пренесувањето на традициите низ музика и песна, како и грамогласниот аплауз на посетителите се вистинска слика за се она што се случуваше на културната сцена во центарот на градот. Покрај домаќините, односно веќе добро признатото културно-уметничко друштво од Крива Паланка и фолклорните амбасадори од културно-уметничкото друштво 8 октомври, на сцената преку народните ора се представија и културно-уметничкото друштво Запис од сосна Србија. Кривопаланечката публика, сплотена во духот на хармонијата што ја носи со себе играта и песната, уживаа во раскошот и убавината што ја презентираа културно-уметничките друштва. Магдалена. Во кое уметничко културно друштво си? Во Кут Карпаш. Колку години си во културното друштво? 12 години. Многу е убаво да се членува во нешто такво и би препорачала на сите кои имат можност да се членуваат во некој друштво. Со кои кореографии се представивте на градскиот площад? Вечерва се представивме со кореографијата Шопка и кореографијата Источно. Милош. Јас сум свестеник културно-уметничко друштво Запис. Колку време си во тоа друштво? Јас сум еден од најстарих членова у друштво и член сам па веројатно веќе више од 15 години. Прв пат во Крива Паланка?
Prvi put u Krivoj Palanci da, ali u Makedoniji sigurno 15. put već. I kako ti se dopada Makedonija i Kriva Palanka? Makedoniju obožavam. Zemlja gde večno sunce sja, a Kriva Palanka, kao što rekao, prvi put sam tu, ali je sve odlično. Stekna prijatelji tuka? Imam ja prijatelje iz Krive Palanke još od pre, kad su oni dolazili kod nas u Trstenik, ali sad ovde na licu mesta, vjerojatno je to prijateljstvo još jače. Ке ги поканиш твоите пријатели од Србија да ја посетат Крива Паланка? Naravno, obavezno moraju da dođu da vide i Krivu reku i Krivu Palanku i sve ostalo što je krivo ovde kod vas. Јас сум Сара. Прв пат си во Крива Паланка? Да, први пut sam ovde. Од кое културно-уметничко друштво доаѓаш? Од културно-уметничко друштво Запис из Трстеника, Република Србија. Колку години си во фолклорот? Bavim se folklorom već 11 godina. Ти се допаѓа тука во Крива Паланка? Da, jako je lepo. Кои места ги посетивте? Posetili smo manastir Joakimo Ostrogovski i dosta mesta ovde iz grada. Што најмногу ти се допадна? Najviše mi se sviđa manastir i muzej. Ке дојдеш пак тука, ке ги поканиш твоите пријатели да дојдат? Naravno. Mina, Колку години си во културно-уметничкото друштво? oko 12 godina. Прв пат во Крива Паланка? Drugi put. И како ти се допаѓа тука? Jako mi se dopada, narod je prirodan, druželjubiv, sve su. Ке ги поканиш твоите пријатели да дојдат? Naravno, uvek. Tijana. Тијана, од кое културно-уметничко друштво доаѓаш? Kod Zapis. Прв пат си во Крива Паланка? Da, prvi put. Како ти се допаѓа тука? Odlično je. Ja sam 7 godina. Што посетите во Крива Паланка? Pa obično idemo u obilaza grada. U gradu, centar. Што најмногу ти се допадна? Bazen. Da svi dođu u Krivu Palanku, da posete muzej, bazen, grad, centar, sve. Tijana. Тијана, ти си прв пат во Крива Паланка? Da. Ти се допаѓа тука? Da, baš je lep grad. Кои места ги посетивте во Крива Паланка? Pa obično idemo obilaza grada, tako И што најмногу ти се допадна? Ceo grad mi se dopada. Ке дојдеш пак тука? Naravno. Ке ги поканиш своите пријатели да дојдат? Hoću. Илиевска Данка. Јосифовска Милевка. Ние сме од културно-уметничко друштво Карпов. Колку долго сте во тоа уметничко друштво? Значи, ние сме основањето на културно-уметничко друштво од 1972 година. Учествувале сме повеќе години, меѓутоа после тоа, знаеш, со фамилија едно друго, ние значи паузиравме, па наши деца наставија да играат. Сега пензионерските денови пак. Многу фино, прошетки, низ повеќе градови. Еве сега као пензионери доста сме активни и сакаме да се дружиме и да настапуваме и така. Дали преку пренесување на културата успеавте да стегнете пријатели надвор од Крива Паланка? Да, токму така, насекаде кај што се иде, пријатели доста така. Дружењето е многу битно и пожелуваме на сите и младите да настапуваат вака, да се пренесуваат со генерации, тоа музиката, со орото, се значи. Може да кажете вечерва со кои кореографии се представивте? Вечерва настапивме со кореографиите, значи Заврзлана, Тројка, Паланачка и Елено Моме. Каде се имате настапувано досега? Па имаме настапувано доста, значи градишта, бевме скоро во Велес, бевме во Скопје, во Универзална сала, Дом на Арама, се дружиме исто со пензионерите и во овој момент сакам да ги повикам сите пензионери кои изразат желба да учествуваат со нас, да ни се придружат. Апел до сите пензионери. Дали ќе ги повикате вашите пријатели надвор од Крива Паланка да дојдат во Крива Паланка и да ги гледат настаните од културното лето? Пензионери, гости, повелете да дојдете кога има ваков концерт, било кога, и да се шири и туризмот, да се унапредува и така.
Сите културни активности, новитети, актуелни настани и збринувања може да ги проследите на програмата на Златен канал.